Атрактивната пејачка инфлуенсерка Кристина Димитри повторно предизвика бурни реакции на социјалните мрежи, откако на својот Инстаграм профил сподели стори каде што откри дека и денес некој ја следел по улиците. Во описот на објавата Кристина напиша: "Денеска повторно ме следеше некој по 3000 пат во животот. Замисли, во оваа жештина некој да те следи по цел град. Од страна изгледа како обезбедување, а не како манијак. Успат дофрла, не сум видел девојка како тебе", и така натаму. "Но јас сум во зен положба. Сум среќна иако сум во ПМС." Во следното стори пак додаде: "Ако ме снема, киднапирана сум." Нејзината искреност и хумористичен пристап не можат да ја покријат сериозноста на ваквите ситуации. Па побаравме изјава од самата Кристина, која детално објасни зошто овај се случува често и како се справува со тоа. "Прв пат ми се случи кога бев тинејџерка, модел и мисица. Бев многу исплашена. Моето семејство веднаш ми кажа: никаде без нас или без такси. И така беше. Подоцна и кога имав близок човек кој постојано ме придружуваше на настапи, во студио, теретана и шопинг. Дури и сама да бев 2 минути. Пак се случуваше истото. Веројатно мојата појава си го правеше своето. Порано се плашев, но веќе не. Веројатно поради мојата луда храброст. Се случувало и да ме следат со автомобил, да ме снимаат и потоа да ми пратат видео. Навистина морничаво. Еднаш по настап некој не следеше со кола. Тој случај беше пријавен. Имам доживеано безброј вакви ситуации. На сите девојки кои се соочуваат со сличен проблем, им препорачувам да превземат мерки. Секогаш некој нека има покрај нив маска, фигура. Ако е посериозно, нека реагира полицијата. Освен мажи, имало и жени кои биле опседнати со мене. И денес се случува да ме прогонуваат од завист. Кристина и покрај се останува смирена и со позитивен дух, но низ нејзината приказна испраќа силна порака до сите жени. Безбедноста пред се. Нашиот популарен јутјубер и инфлуенсер Мандар повторно успеа да ги насмее своите следбеници со нова хумористична објава на Инстаграм стори во неков препознатлив стил полн со хумор. На видеото што го сподели, може да се види неговата девојка Дарија во лежерно утринско издание, како мирно работи во кујна, веројатно подготвувајќи оброк. Но мирот не трае долго, бидејќи Мандар од свој агол пушта дрон кој ја вознемирува, додека во описот саркастично пишува: "Дневна доза пладневно замарање." Целиот момент е сниман со нота на домашна реалност и блискост, што нивните фанови особено ја сакаат. Мандар и Дарија важат за еден од најскладните и најсимпатични млади парови на социјалните мрежи во Македонија. Често знаат да ги воодушеват своите следбеници со забавни видеа, моменти од секојдневието, патување и спонтани шеги, што го прикажуваат нивниот искрен однос, полн со смеа и разбирање. Неодамна парот беше виден на неколку јавни настани, каде со својата природност и харизма привлекоа многу внимание. Очигледно е дека тие не само што се забавуваат заедно, туку и граделе стабилна и среќна љубовна врска. Нашата позната водителка и инфлуенсерка, Јелена Спенџарска, повторно ги насмеа своите следбеници со ново видео објавено на TikTok платформата, каде што е особено активна и каде често знае да се пошегува на своја сметка. Овој пат Јелена сподели кратко, но урнебесно видео од автомобил, во кој сценариото ја прикажува нејзината збунета реакција, додека во позадина се слушаат звуци од автомобил, кој не може да запали. Во видеото, облечена во стилски капут и очила за сонце, таа на хумористичен начин напиша: "Кога ќе се омажиш заради данокот?" Видеото доаѓа по веста која предизвика бројни реакции во јавноста. Предлог законот за воведување на посебен данок за лица кои не склучиле брак, инициран како дел од потенцијалната стратегија за справување со наталитетот и демографските предизвици во Македонија. Иако се уште се работи само за идеја која не е официјално донесена, предлогот предизвика бројни дебати и шеги на социјалните мрежи. Јелена, која е во долга стабилна врска со својот партнер, но досега не најавила брак, се пронајде помеѓу погодените од овој предлог, па одлучи на свој препознатлив саркастичен начин да реагира со видео кое веднаш доби бројни лајкови и коментари. Како и секогаш, Спенџарска покажа дека знае да го притвори секојдневието во инспирација за смеење, но и за суптилна општествена критика.
Пејачката Вики Евтимова е ново освежување на домашната сцена, а нејзиниот извонреден глас и оригинален стил и донесоа огромна популарност. Најпрво на социјалната мрежа TikTok, каде нејзините видеа добиваат илјадници прегледи и поддршка. Публиката веднаш го препозна нејзиниот талент и гласовниот потенцијал, поради што таа веќе редовно добива ангажмани и настапува на разни музички настани низ Балканот. Освен на настапи, Викторија моментално е пријавена и на неколку музички надпревари, каде амбициозно се надпреварува за своето место под музичкото небо. Таа не се плаши од предизвици и со секој нов настап ја потврдува својата уметничка зрелост и искрената љубов кон музиката. Во незиното прво телевизиско интервју за Hype Македонија, Вики искрено зборуваше за патот до успехот, но и за помалку сјајната страна на популарноста, негативните коментари, зависта и критиките. Во разговорот таа се осврна и на мислењето на своите родители во врска со нејзината кариера. Мајка ми и татко ми се најголема поддршка, иако имаат ставови како секој родител, особено за популарноста преку TikTok. Иако ја негува македонската музика, Вики призна дека се плаши дека само со песни на македонски јазик нема да успее надвор од границите. Додаде дека оној што нема што да покаже, мора да се соблече. Јас ќе одам по потешкиот пат, но автентичен. Со својот глас, став и храброст, Вики Евтимова полека сигурно ја гради својата ѕвезда на македонското небо. Иако продолжи вака, иднината и е повеќе од ветувачка. Главната и одговорна уредничка на Hype Македонија, Тара Симов, деновија ужива на заслужен годишен одмор. Таа моментално се наоѓа во Атина, Грција, каде преку своите Instagram сториња споделува моменти од летната идила. Но една објава привлече особено внимание. На фотографија објавена на нејзиниот профил, Тара откри дека друштво и прави никој друг туку младата и исклучително талентирана пејачка Антонија Гиговска. Антонија ми дојде на гости, напиша Тара. На фотографијата се гледа како двете наздравуваат со коктели во опуштена и интимна атмосфера во познат локал во Атина. На следното стори Тара објави и серија фотографии со Антонија со опис Принцеза Антонија, доказ дека двете се повеќе од блиски пријателки и дека летово решиле да се опуштат и да се забавуваат далеку од очите на јавноста. Но она што ги разбуди шпекулациите на социјалните мрежи е тоа што ниту Роберт, сопругот на Антонија, ниту партнерот на Тара се присутни на овие фотографии. Дали станува збор за женски одмор или пак нешто повеќе се крие зад ова? Како што може да се забележи, на сите објави друштвото го чинат само Тара и Антонија, весели, разиграни и во полн сјај. Двете очигледно одлучиле летото да им припаѓа само ним. А каде се нивните партнери? Тоа останува мистерија. За кого точно се резервирани грчките ноки, се уште не е познато. Антонија и Роберт инаку неодамна беа гости на популарната рубрика Hype Test, каде одговараа на интересни и провокативни прашања и покажаа колку добро се познаваат. Нивната хемија тогаш ја освои публиката, а видеото може да го погледнете на нашиот YouTube канал Hype Македонија.